Демократскиот градоначалник на Њујорк Ерик Адамс објави дека засолништето на мигранти Флојд Бенет во Њујорк ќе се затвори до 15 јануари. Засолништето се наоѓа во национален парк каде јурисдикција имаат федералните, а не градските власти. Загрижени сме за Флојд Бенет уште од изборните резултати. Тоа е единственото засолниште на федерално земјиште и мислиме дека тоа може да представува дополнителен ризик. Во неодамнешните интервјуа, новоизбраниот председател рече дека приоритетот ќе го стави на спроведувањето на границите и миграцијата, на уште самиот почеток кога ќе стане председател. Демократските лидери работат на заштита на недокументираните имигранти пред тој да ја презеде функцијата. Во меѓувреме имигрантите без правен статус во засолништето изразија загриженост за построгото спроведување под новата администрација. Гледам дека тој е човек кој кажува што мисли и си стои на зборот. Да почекаме, да видиме што ќе се случи. Хозе верува дека постапките на неколку поединци неправедно го нарушуваат угледот на имигрантите. Има многу имигранти, како мои сонародници, кои доаѓаат да извршат злосторства, да крадат. Затоа понекога само поради една личност сите ја плаќаме цената. Хозе е дел од еден од двата најголеми бранови имигранти во историјата на САД. За време на администрацијата на Бајден, во земјата влегоа околу 8 милиони имигранти. Вториот мигрантски бран се случил во раните 1850, според анализата на владините податоци на New York Times. Мислам дека бројките што ги видовме во последните неколку години се историски. Најголемиот број што сме го виделе во историјата по број, а не по процент. Соочени со огромни бројки, градоначалникот на Њујорк прифаќа помирувачки пристап. Адамс неодамна се сретнал со одговорниот за границата на новоизбраниот председател за да разговара за ваквата ситуација. Разговорот кој го имав со него е да дознаам како да постапуваме по оние поединци кои постојано вршат злосторства во нашиот град. Ке им кажеме на оние што се тука, кои го почитуваат законот, да продолжат да ги користат услугите што тие имаат право да ги користат. Едукација на нивните деца, здравствена заштита, јавна заштита, но сигурно нема да бидеме безбедно засолниште за оние кои вршат насилни дејствија. Многу од неодамнешните активности на градоначалникот Адамс можат да бидат стратешки потези за задржување на одредена локална контрола. Мислам дека една од пресметките што тој веројатно ги прави е да признае дека можеби нема да е во состојба да ги запре сите масовни депортации или сите масовни рации во Њујорк, но ако се смета дека соработува до одреден степен, тој може да има некаква потпора за да открие со каков приоритет се тие рации или кои заедници би можеле да бидат заштитени. Иако лидерите на сините држави се обидуваат да се прилагодат, останува да се види колку ќе бидат ефективни овие напори.